Благодарам, председателке. Извинете што почекавте. Со овој амандман, членот 33 се менува и гласи, во членот 42 во ставот 9 зборот мислење се заменува со согласност. Ставот 10 се менува и гласи: органот на државната управа надлежен за вршење на работите од областа на минералните суровини по службена должност во рок од 15 дена бара согласност и од единицата, односно единиците на локална самоуправа на чија територија е поднесено барање за доделување на концесија. Одлуката за согласност во единицата, односно единиците за локална самоуправа, ја носи Советот на општината. Единицата, односно единиците за локална самоуправа на чија територија е поднесено барање за доделување на концесија се должни да организираат јавна расправа за локалното население и засегнатата јавност со присуство на стручни лица и представници од институциите со рок за достава за мислење и забелешки од најмалку од 30 дена и се должни овие мислења да ги земат предвид при носењето на одлуката. Ставот 11 се менува и гласи: органите од став 9 на овој член се должни својата согласност да дадат во рок од 30 дена, сметано од денот на приемот на барањето. Органите од ставот 10 на овој член се должни својата согласност да ја дадат во рок од 60 дена, сметано од денот на приемот на барањето. Ставовите 12, 13 и 14 се бришат. Ставот 15, кој станува став 12, се менува и гласи: по добивање на согласностите на органите од ставот 9 и 10 на овој член, органот на државната управа надлежен за работите од областа на минералните суровини до владата доставува предлог одлука за доделување на концесија за експлоатација. Ставот 16, кој станува став 13, се менува и гласи: во случај доколку не се добие согласност од органите од ставовите 9 и 10 на овој член, концедентот донесува одлука за одбивање на барањето за доделување на концесија за експлоатација на минерални суровини. Значи, овој амандман се прилага за цел концесијата за експлоатација на минерални суровини, која се доделува врз основа на барање од собственикот на резултатите од извршените детални геолошки истражувања да подлежи на иста постапка за добивање на согласности, согласно со единицата, односно единиците за локална самоуправа на чија територија е поднесено барањето за доделување на концесија за експлоатација, јавна расправа, мислење од локалното население и по добиените согласности се доставува предлог одлука за доделување на концесија за експлоатација. За да се избегне дека не е доставено мислење во даден рок, се смета за дадено позитивно мислење и со оглед дека се бара согласност, а не мислење, ставовите 12, 13 и 14 стануваат излишни. Значи, имаме амандман во кој се дојде онаа материја каде што вчера во дискусијата беше укажано од законодавецот неколку пати, а ова не е концесија, ова се истражување и така натаму. Овдека станува збор за концесијата и постапките што директно ги засегаат граѓаните, населените места, земјоделските површини, туристичките атракции и слично, во кој што граѓаните живеат и екзистираат. И повторно мораме да укажеме на важноста од јавната расправа, од инклузивноста на процесот, од засегнатоста на граѓаните и потребата локалната самоуправа да биде вклучена во процесот со согласност, а не со мислење. Мислењето не е загарантирано, мислењето може да се заобиколи, како што укажавме многу пати преходно во дискусиите. Дури и негативното мислење, ако не биде дадено во рок од 5 дена, едноставно ќе стане позитивно мислење. Тоа е ситуација во која што не сме да ја дозволиме. И преходно укажавме на ситуации, и преходно имаше амандмани во кои што требаше да се потенцира во кои случаи е директно загрозено и здравјето и безбедноста на граѓаните, секојдневието нивно во кој се научени, работите и бизнисите кои што се одвиваат во предметната општина. Нема подобар репрезент на мислењето на граѓаните од локалната самоуправа. Нема подобар судир на идеи на размислувања, на застапување на интересите, размислувањата, мислењата на граѓаните од Советот на општината. Кажа примери преходните говорници, еве во мојата општина има дури 5 или 6 представници дури имаме и представници на граѓаните, имаме неколку политички партии, една цела лепеза на размислување за секоја точка. Процесот, законодавецот може само да добие во овој процес доколку распише јавна расправа пред издавањето на концесијата. А повторно кажуваме, никој не е севршен,
серија на случаи може да се случат да дојде до проблем при имплементацијата на концесијата, кој ќе сноси по себе одговорноста. Зошто законодавецот, зошто владата, зошто конкретниот министер во случајов на издавањето на концесии би сакале ние да му наметнеме такво бреме на неговите плеќи. Зарем се вие сигурни во вашите служби во администрацијата на министерството дека можат да ги земат предвид сите ризици, дека ги имаат сите потребни информации? Дали сте ние сигурни администрацијата на министерството може да биде подобро информирана за влијанието на еден нов рудник, нов ископ, на нова експлоатација, односно издадена концесија, од оние жители што живеат таму? Дали им е тоа попотребно или не им е потребно? Како тоа ќе се рефлектира врз нивното секојдневие? Дали ќе им донеси бенефит или ќе им направи пекол во секојдневието? Дали сте ние сигурни дека администрацијата има таков капацитет? Дали сте ние сигурни дека веб страницата на министерството е секојдневно прегледувана од 1.300.000 жители на Македонија? Ајде, не мора секојдневно да збориме за постапките кога доаѓа тука. Но ја тврдам одговорно дека страниците, дали на социјалните мрежи, дали на единиците на локална самоуправа се многу почесто и подетално прегледувани од жителите на предметните општини од министерствата, страните на министерството. Дали мислите дека представниците на ВМРО, ДПМН или СДС во советите на една општина би биле многу полоши информации, би имале полоши информации за потребите на граѓаните во Карпош, во Новаци или во Куманово од некој административец во министерството? Дали мислите дека министерот е позапознаен од сите овие подоле и по однос на стручност, и по однос на потреба, и по однос на потенцијални ризици и проблеми што може да настанат во целиот овој процес? Пазете, а збориме за тема која што сите утврдивме дека станува збор за обемен и сложен закон, кој што има потреба да се донеси и за кој што и било потребно време да помине, се земат што е можно повеќе аспекти. А сега кога доаѓаме на дело, во пракса, да го видиме секој еден детал што би можело да направи, така е. Така е, професорка, ја кратиме постапката од неразбирливи причини. И имаме дискусија за нешто што сите имале консензуално, врв на демократијата овдека, на истата оваа маса, каде што сите утврдиле потреба, да, ние не сте најпаметни, ние не сте најстручни, ние не сте најзапознаени и имаме добра волја да навлеземе во материјата, истражуваме, се консултираме, соработуваме и така натаму, но има луѓе професионалци, експерти во областа кои што можат да бидат на оваа маса и да помогнат барем во нашата определба дека сте изгласале или ќе учествуваме во гласање во најдобрата можна варијанта или најдобро обработениот материјал што ќе произлезе од оваа неколкудневна дискусија. Точно е, и со прифаќањето ја се сложувам, и сите амандмани да бидат прифатени. Некој ризик постои. Некој ризик постои, затоа не е ова тематика или материја која што не е приемлива. Ќе има можеби нов предлог закон понатаму, ќе се увидат некои работи, ќе се поправат и така натаму. Но дефинитивно доколку се усвоја амандманите, голем дел од овие ризици за кои што збориме ќе бидат отстранети. И да не бидат отстранети со амандманите, со расправата, со инклузивноста на процесот, со транспарентноста и што е можно подобро информирање и на јавноста, и на државните органи, и на населението, и на стручната јавност, што кажавме, ќе направиме ситуација да имаме најдобро можно решение. Или пак, како што имавме амандмани, и да утврдиме состојба дека некој ризик веќе се направил, начин како да направиме чекор назад и да исправиме грешката. Ние тоа не го правиме. А станува збор веќе амандманот за концесија каде што веќе нема назад. Каде што една грешка доколку се направи, еден превид, ајде грешка нека не биде радикален израз. Еден веќе ќе има финансиски импликации. И кого ќе тужи после инвеститорот, доколку се утврди грешка во постапката, него му е дадена концесијата, а се гледа дека е директна штета на населението во една општина. Еве конкретен пример ќе направиме, ако биде ископ, например, на песок покрај некој брег. Едно мало поточе, покрај него што имало неколку туристички
угостителски објекти, по која што таа предметна мала општина е позната, каде што доаѓаат голем број на туристи за време на викендите. Можете да не ги набројам конкретно, повеќе се такви во државата. 101 ископ на песок, ако таа рекица веќе не е толку атрактивна како што биде, ако тоа угостителско место веќе нема да биде, а го утврда тоа после период од, не знам, 2 или 3 месеци. Каде што имало негативно мислење или имало мислење од општината, каде што рекла луѓе, ако вие дозволите таков ископ таму, може овие неколку стопански објекти овдека да прекинат со работа. А мала општина, половина од вработените ни се директно или индиректно поврзени со работењето на тие неколку угостителски објекти. Нешто дали преку достава, нешто дали преку исхрана, нешто се разбираме. И ние сите можни форми да повлечеме концесијата, да се исправи грешката или да спречиме да се направи грешката, ги поништуваме овдека. За тоа станува збор. Јас дури, еве, се трудам на вистина да од сите аспекти да видам, да ги разберам и оние што не се сложуваат со амандманите. Но не добивме уверување дека ова што го кажуваме, постојното законско решение или овие предлог измени што ги имаме пред нас, го нуди да се чувствуваме безбедни дека такво нешто нема да се случи. Бидејќи реално постои. И затоа се офатени со амандманите. На крајот на криштата, ако толку е висок ризикот да единиците на локална самоуправа, како она што вчера го дискутиравме, со нивната согласност би можел да го спречи развојот на општината и на државата. Не верувам дека станува збор за толкави големи концесии што се чекаат на ред такви големи инвеститори да влезат. Нема никој позасегнат од самите жители што живеат таму, представени преку советниците. Знаеме каков ни е законот за финансирање на локална самоуправа, тоа е сосема уште поголема и поболна точка што не чека за дискусија во овој парламентарен дом. Знаеме дека сите, ама буквално сите политички партии бараат начин и форма да добијат проект, фонд или начин за дополнително финансирање на активностите на локалната самоуправа. Никој нема си дозволи да направи нешто на сопствена штета. Зошто? Ради инат. Не е точно тоа. Еве да ги донесеме. Усвоите го овој амандман. Нека почне со согласност овдека. Јас стоам најодговорно тука доколку се случи еден таков случај од локална самоуправа, чисто ради каприз, да биде спречена инвестиција, да биде спречен инвеститор. Јас сум првиот што ќе дојде со амандманот да го тргнеме согласност, да го ставиме мислење. Еве, ако е така. Јас сум уверен дека сите ќе се сложиме со тоа. Нема да има таков случај. Имаме интенција за развој кај сите. Сите сакаме подобро да не биде и на државата и на општеството. Таа ефикасност со секојаш извршната власт ќе сака да има зголемена ефикасност и на полето на реализација на проектите, пошто па не им иде. Подсетете се само на дискусиите на буџет, ќе видите колкава не е реализацијата на капитални инвестиции во Македонија. Знаеме дека не е тоа. Зошто една конструктивна расправа да носиме во другото поле на потенцијални можности, зошто се инсистира на само мислење да немаме согласност, да немаме јавна расправа и да немаме начин информирање. Ја ви тврдам дека и министерот, и администрацијата, па дури и ние од овдека на масава имавме повеќе објави на социјалните мрежи и на веб страните за овие 2 дена, отколку што се плашат дека е проблем да се објави, не знам, извештајот од спроведеното истражување или да биде запознаена јавноста за јавна расправа или пак за можните претенденти за дадена концесија. Не ја гледам логиката наискрено. Пазете, јавност е во прашање, таа ќе ни суди на крајот на сите нас. Но јас на вистина не ја гледам логиката зошто толкав отпор за наведам вакви две толку слични, различни работи. Ние се трудевме да укажеме цело време, иако слични, колку се различни и какви консеквенции може да има. Но од друга страна не видов уверување. Особено во постапки каде што имавме редени низа на примери и овие денови преходни понатаму, каде што едно дадено мислење
како било злоупотребувано, како било игнорирано, како се манифестирало и така натаму и така натаму. Не можам да разберам. Се надевам дека за овој амандман, еве со помош од другите колеги, ќе најдеме уште некој аргумент да допреме до мнозинството на оваа комисија и еве барем овој. Да се обидеме со согласност наместо со мислење. Ја дозволете уште еднаш ќе повторам, се трудам никош да не се повторувам. Доколку се случи еден случај, Совет на општина да спреши инвестиција од која што ќе има бенефит граѓаните на општината, самата општина или Македонија, јас сум првиот што ќе побара промена, се врати повторно на мислење. Но се плашам дека ќе биде сосема обратното, спротивното. Ви благодарам.